На маките на преживеаните во пожарот во дискотеката на смртта и нема крај. Тие денес преку соопштение до јавноста алармираа за кадровски промени во Кочанската општа болница, што ќе влијае на нивниот понатамошен третман и лекување. Посочија дека се во страф и неизвестност и дека чувствуваат општа напуштеност од страна на државата во поглед на нивната нега. Ја информираме јавноста дека од овој понеделник 2 јуни 2025 докторката Катерина Паник, која беше наш главен доктор и поддршка во целиот период на опоравување, повеќе нема да биде дел од општата болница Кочани. Таа заминува во друга болница и иако никој нема да може да ја замени, ние се уште немаме информации кој ќе дојде на нејзино место и каков ќе биде понатамошниот пристап кон нашето лекување. Вистината е, не знаеме што не чека утре. И покрај бројните јавни апели директно од нас за субстандардните услови во болницата и хроничниот недостаток на медицински персонал, нашите гласови не беа слушнати. Наместо дополнителна нега и зголемување на медицински персонал, ние остануваме без единствената докторка која 24/7 се грижи за нас. Наместо итно решавање на санитарните проблеми во болницата, ние се уште ги третираме нашите рани во мијалници од пред 50 години. Ки имаме ли институционален одговор на тие апели? Овој пат гласот на преживеаните во Кочанската трагедија допре до институциите и од ресорното министерство информираат дека докторката Паник ќе остане во Кочани се додека пациентите имаат потреба од нејзината здравствена нега. Одлуката за нејзино прераспределување ја подпишал екс-министерот за здравство Арбен Таравари, но неговиот заменик Јовица Андовски денеска рече дека таквата одлука е стопирана. Можем најодговорно да кажам дека пациентите да бидат спокојни, докторката ќе се остане таму каде што е, се додека има потреба, правен модус е изнајден, докторката ќе се биде таму и ќе си продолжи со работа, се додека има потреба за неа. Од Кочанската болница пак дополнуваат дека на почетокот од оваа година, уште пред да се случи трагичниот пожар во Пулс, докторката Катерина Паник Мирчовска поднела лично барање до општата болница во Кочани за прекин на работниот однос, поради ангажман во градската болница 8 септември во Скопје. Оттаму велат дека продолжуваат со надчовечки напори да работат на рехабилитација на повредените деца. Во нашата болница се третираат рани на деца од полесен степен и физикален третман на истите. За најдобра пружена здравствена нега, нашата болница има склучено договор со пластични хирурзи од Клиника за пластична хирургија Скопје, од Хируршка болница Петинаум Охридски Скопје и со Клинична болница Штип. Инаку, тимот од лекари специјалисти од скопските клиники што во изминатите неколку дена престојуваа во Кочанската болница, ја завршија евалуацијата на повеќе од 100 повредени во пожарот во Пулс, а за тоа во каква состојба се пациентите и какви се заклучоците од завршената евалуација, се очекуваат повеќе детали за следните денови.